на една недела од гласањето на резолуцијата за напредокот на Македонија, а бугарите уште не можат да преболат. Пискотници се слушаат од Софија до Брисел. Пишуваат писма, понижуваат, оговараат. Бугарска работа. Ковачев, Џамбаски, Радев, Каракачанов, Костадин Костадинов. Не оној струмичкиот. Нашите така наречени съюзници от Европейския съюз ни забиха такъв огромен нож в гърдите, че в момента е излязал на 1 метър, т.е. не в гърдите, в гърба. Друштвото е тоа. 2 солзи ми капнаа, Костадине. За овие ликови, македонскиот јазик бил модерен, современ и сега сакаат тоа да го потврди и Европскиот парламент. Сакаат да прифатиме дека нашите баби и дедовци не зборувале на македонски јазик, не пееле песни на наш јазик и од 1945-та одеднаш сме се разбудиле како македонци по заслуга на Тито. Бугарскиот притисок е преку амандмани македонскиот јазик да стане не вековен, туку модерен. Притисокот ќе се зголемува до следната недела, кога ова прашање ќе се најде на гласање на пленарна седница на Европскиот парламент. Еве, еврокомесарката Марта Косот Скопје ни порача дека не може да ни даде никакви гаранции дури ако ги внесеме бугарите во устав. Според неа, македонскиот идентитет е тавче, гравче и пинџур. Идентитетот е она како се грижиме за нашата традиција. Например, манастирите во Северна Македонија, например, погачата, тавче гравчето, пинџурот или полнетите пиперки. Еве, Филипче вика дека јазикот и идентитетот биле затворени прашања. Бетон. Па ако се затворени, зошто бугарите се кренаа во Европскиот парламент да си кажат дека сме модерни македонци? Филипче уште вели дека немало ништо да изгубиме ако ги ставиме бугарите во устав. Ти, Венко, и стварно нема што да изгубиш. Дубај е далеку. Таму немаат проблем со бугарите. Венко е познат патриот, па отиде дури во Германија за да каже дека терминот современ пред македонскиот јазик не смее да помине и оти тука бил да ги брани позициите на Македонија. Се појавува сериозен ризик за носење на извештај, каде јазикот ќе биде со додавката современ, а ние ова не смееме да го дозволиме. Бре, патриотиште, како прво не е точно дека во време на СДСМ бугарите не побарале македонскиот јазик да биде современ. Тоа неколку пати го повтори и другарот на Заев, Бојко Борисов, и другарката на Бујар Османи, Екатерина Захариева. Езика, тоа е сврзано. Така или иначе, толкова документи има, 45-та година написан на основата на западно-български диалект. Да, променили са някои други, и граматиката малко, и други думи са вкарали от един друг съседен език, но няма значение. И сега, Венко? Македонија со нетрпение ја чекаше пресудата за случајот на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Вакво убиство кое ги потресе граѓаните одамна немало. Заслужената казна стигна. Киднаперите и убиецот Љупчо Палевски добија доживотен затвор. Секоја чест и за судијата Стефановски кој пресуди онака како што се очекуваше и покрај слабото обвинение и обвинителките кои го застапуваа случајот. Она што остави дамка на овој случај е тогашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски и поранешниот обвинител на СЈО Гаврил Бубевски. Тие веднаш по убиствата тврдеа дека Палчо од таткото на Вања дознал кое време девојчето ќе излезе на училиште, па уште дека ќе оди сама и без сестрата. Во договор и сознаење, според првичните сознанија, на член на семејството го извршувало, го организирал извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката. А така е тоа, кога во Македонија Оли беше и министер, и обвинител, и судија, и адвокат, а Кадрина Катица Јанева обвинители. Се делеа пресуди шаком и капом, и 2% доверба им е многу. Председателот на Србија Александар Вучич може да ја привршува книгата Како ја победив шарената револуција откако пропадна уште еден протест на така наречените студенти. Ова е доказ дека кога одстрана нема да се мешаат ЕУ, МЕУ, амбасади, соопштенија, државата може да се справи со вакви хулигани кои се обичен инструмент во рацете на српската опозиција. Ви личи ова како на шарената револуција кај нас? Ма не да личи, исто е, само глумците се различни.